Инфлација, односно бран поскапувања има, но мерки за помош на граѓаните и натаму нема. Повисоките цени на храната и енергенсите силно удираат по джебот на народот, а тие тоа на големо го чувствуваат. Речиси во сите маркети по рафтовите има повисоки цени на основните прехрамбени продукти, а според актуелната состојба тој тренд ќе продолжи. Статистика пак измери дека трошоците за живот во октомври годинава се за 4,1% повисоки од истиот месец лани, а цените на мало пораснале за 6,1%. Храната е поскапа за 4,6%, транспортот за нешто повеќе од 18%, маслото за 25%, а горивата за на 30% поскапи. Иако бизнисмените сметаат дека инфлацијата од 3,1% колку што прогнозира Народната банка за годинава е песимистичка и нереална, гувернерката смета дека место за паника нема. Сево ова укажува дека очекуваме инфлацијата да остане во умерени рамки. Ако се гледа инфлацијскиот индекс, во структурата кај нас значајно влијание имаат цените на храната и енергенсите. Впрочем, околу 50% од вкупниот инфлацијски индекс зависи од движењата на цените на храната и енергенсите. И додека кај нас мака мачиме како да преживееме и никој не мрда ни со прст, соседството ги замрзнува цените за да не се загрози стандардот на граѓаните, на кој веќе речиси на сите им се зголемени и платите. Цените на горивата во Хрватска остануваат замрзнати уште еден месец, потврди премиерот Андреј Пленковиќ. Тој веќе изјави дека државата работи во корис на граѓаните. Има ли наznake da bi već idućeg utorka ponovno moglo poskupiti gorivo i benzin i dizel za naše građane i za naše gospodarstvenike, odlučili prevenirati daljnji udar na standard naših građana. I stoga smo iskoristili ono što nam zakon o naftnim derivatima omogućuje, a to je članak 9, da vlada može iznimno od reguliranja cijene koje naravno tržište radi, u takvim okolnostima napraviti ovaj potez. И соседна Србија го штити стандардот. Во наредните 6 месеци ја замрзна цената на лебот. Високите цени на пченицата на светските берзи повлекло раст на цената на брашното, па неминовно било и поскапување. Но српската влада одлучи да интервенира од стоковите резерви. И тоа се додека не се стабилизира ситуацијата. Сега лебот во Србија се продава за 46 српски динари, односно за 23 македонски денари.